Во Тетово денеска, иако со нешто намален интензитет, се војува. Нашите безбедносни сили преземаат офанзивни действија за да ги разбијат албанските терористички групи распоредени на Тетовското кале. Најжестокиот напад врз терористите околу 16 часот. Во затишјето кое траеше од 8 часот утринава до 12 часот напладне, следуваат силни детонации и рафали од огнено оружје и снајперски истрели. Духот и вербата не ги напушта тетовчани. Велат Македонија и регионот од екстремизмот и дестабилизацијата се бранат токму во Тетово. Жителите на населбата Колтук велат заплашени се, но остануваат во Тетово. Оде на една куќа со проектил. Најбитно е велат да имаат редовен дотур на храна, да имаат струја, друго се можат да издржат. Екипата на македонската телевизија се упати кон Шемшово, го поминавме село Порој. По патот впечаток остава местото каде што пред 2 години беше кампот Непроштено. Местото денеска е само нем сведок на македонското гостопримство за илјадници косовски бегалци пред 2 години. Од село Жилче забележавме семејство кое со патни торби беше упатено кон Скопје. Добар ден, го напуштате Жилче? Каде? Ние века како напуштање. Каде се упативте? На гости. На гости? До Скопје, каде? Ќе се вратите ли вие кога ќе оставите фамилијата? Ќе се вратиме секако. И ќе го браните имотот? Па заедно се враќаме со фамилијата, не... Има ли нешто опасно да имате? Абе, ваке ништо не сме осетили, ништо нема. Ките безбедносни сили. Во подршка на тетовчани, без разлика на националната припадност и на специјалните сили на МВР и во изнаоѓањето заедничко решение, деманците. Денеска имавме состанок со господинот Карл Билд. Од вчера нашите безбедносни сили преседоа успешни тактичко-офанзивни мерки насочени против албанските терористи. Престрелките во околината на Тетово се со намален интензитет, рече портпаролот на владата. Имаме сознание дека терористите имаат претрпено загуби, иако не би шпекулирал во врска со бројот. На наша страна нема жртви. Дипломатската офанзива се уште трае. Ја добиваме меѓународната поддршка. Новата идеја за која вчера премиерот и говореше за широка коалициона влада е во оптек. Тоа денешната стискиот пункт на што е возвратено од нашите безбедносни сили. Престрелките траеле 10 минути, а од наша страна нема повредени ниту загинати, изјави портпаролот на Министерството за внатрешни работи Стево Пендаровски. Околу Тетово денеска најчесто се пука со снајперски оган од над Калето и од правец на село Дреновец. Генерално може да се излече оценката дека до овој момент интензитетот на пукањето и на нападите врз нашите сили е со драстично намален интензитет од она што беше вчера, кога беше стрелано со гранати во центарот на градот и од она што беше завчера. Ние се надеваме дека тоа се должи на контраофанзивата која нашите сили ја преземаат и особено на успешните акции над Калето во текот на вчерашниот ден во вечерните часови, кога ние веруваме дека е погоден еден од поголемите складови со оружје и со муниција на тоа подрачје, кој предизвика силна детонација и пошто неколку од екстремистите се заблежени како се оддалечуваат во блиската шума. Она што загрижува, вели Пендаровски, е иселувањето на жителите од селата Урвичи и Еловјане Тетовско, а на граничните премини Ќафасан и Табановце се забележува зголемен проток на патници, главно жени и деца, кои според анкетите, особено преку Табановце, се упатуваат кон Словенија и кон Австрија. Се шпекулира дека за овие две села е дадена наредба да се исчистат, бидејќи наводно престојат оружени активности, додаде Пендаровски. До сега на Ќафасан поминале околу 350 лица. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи потврди дека се опсени припадници на оружените албански екстремисти. На новинарско прашање за соопштението од терористите, Пендаровски состав. Прво, не напредуваат на тоа. Второ, бројката на убиени македонски полицајци, мислам и за војници, иако не сум тој што е надлежен, не е ни близу точно, вие знаете точно колку се нив до сега настрадани за жал. Трето, немаме забележано никаков одлив ни во резервниот состав, ни во активниот состав на полицијата на албанци по националност, кои одбиваат, го оставаат оружјето и одбиваат, односно ги напуштаат нашите сили. За информациите дека во Тетово жителите се самоорганизираат и се вооружуваат, портпаролот на владата со коментар. Видите, понекогаш жалбата за ексклузивност на одредени медиуми предизвикува и такви дезинформации. Ние немаме до сега информација за вооружување или самоорганизирање на било кои граѓани во Република Македонија, освен
на терористите кои се влезени од страната на Косово, така што сметам дека тоа е добар сигнал и апелирам уште еднаш до сите македонски граѓани, посебно до македонските медиуми, да внимаваат во изнесувањето на своите информации, макар и по цена на нивна голема ексклузивност. Според првичните и неофицијални информации во хеликоптерот имало 20 лица. Еден механичар вработен во АРМ загинал, а 19 се повредени. Од нив 11 се сместени во медицинскиот центар во Тетово и се наоѓаат надвор од животна опасност, а уште 4 се во воената болница во Скопје и тие се надвор од животна опасност. Попладнево во 17 часот и 30 минути на Попова шапка се ударил полициски хеликоптер при обид за слетување. Во несреќата, еден полицаец погинал на лице место, а 19 се полесно или потешко повредени. Повредените со коли на итната помош од медицинскиот центар Тетово префрлени се во Тетовската болница. 4 потешко повредени со хеликоптер веднаш се префрлени во Скопје, а 11 лица кои се со полесни повреди и се во животна опасност се наоѓаат се уште во Тетовската болница. 4 полицајци се уште се наоѓаат на Попова шапка, но тие се без сериозни повреди. Според првичните сознанија, хеликоптерот се урнал при обид да слета, при што со елисата закачил во еден од јарголите поставени пред хотелот Попова шапка. Предупредува председателот на Народната партија на Црна Гора Драган Шоќ. Тој изјави дека судирите меѓу албанските терористи и македонските оружени сили во околината на Тетово сериозно се закануваат да прераснат во уште една балканска војна и побара од меѓународната заедница во воведување ефикасни мерки во заштитата на територијалниот интегритет на Македонија и помош во сузбивањето на албанскиот тероризам на овие простори. Шоќ исто така ја предупреди официјална Црна Гора да се откаже од најавениот референдум во процесот на креирање на државната политика, бидејќи како што подлече, тоа би имало дополнителни несакани ефекти во регионот. Експлозии во центарот на Тетово, Тетово аветно празен град, Георгиевски бара помош од Грција, се наслови под кои водечките белградски весници опширно и детално известуваат за како што оценуваат тешката и експлозивна ситуација во Тетово која може да го запали Балканот. Провладина политика пишува дека се навестува ширење на конфликтот и во другите градови, Куманово, Гостивар, Кичево и Дебар. Се пренесуваат и наводите од македонскиот печат дека албанските екстремисти бараат државнотворност на албанците во Македонија. А во подолгиот коментар, угледниот независен весник Данас прашува кој имаше задача да превезе припадници на Министерството за внатрешни работи, спуштајќи се, од ненадеж најшол силен ветар, што придонело леталото да се удри во јарболот во близина на хотелскиот комплекс на Попова шапка. За жал при уривањето на хеликоптерот еден припадник на АРМ го загубил животот, додека 16 лица кои се наоѓале во хеликоптерот во тој момент се хоспитализирани според информациите кои ги добивме од болниците каде што се сместени. Во Тетово и овде во воената болница во Скопје, во овој момент ни еден од нив не се наоѓа во животна опасност. Хеликоптерот требало да ги превезе припадниците на Министерството за внатрешни работи и каде што имаше оружени дејства е мирно, без престрелки. Околу 12 часот имаше жестоко реагирање на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Според првите сознанија, екстремистите се потиснати и разбиени, посебно во делот на Тетовското кали и во пределот на Дреновци. Интензитетот на акцијата е намален околу 13 часот, инаку во текот на предпладнето и по акцијата на безбедносните сили имаше повремени престрелки со слаб интензитет. Според неофицијални сознанија, екстремистите претрпеле значајни загуби. Денеска во Тетово снабдувањето во малопродажната мрежа е добро. Во медицинскиот центар во Тетово, според информациите на директорот Раим Тачи, се санирани повредите на припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои беа во хеликоптерот што се сруши синоќа при спуштање на полигон. Справи со терористите кои последно влада и германската влада не ги знае кои се шефовите на бандите кои денеска
влегуваат во Македонија, дека не им се добро познати имињата и дека ако настапат со многу подстрога политика, дека тие шефови на банди нема да бидат запрени во агресијата на нашата држава. Премиерот побара поддршка од македонските граѓани и вети потполно исполнување на барањата на тетовчани. Дополнителните сили кои ќе патролираат во градот и ќе го обезбедуваат нивниот имот веќе се испратени, изјави Георгиевски, а МВР во Тетово ќе согласи со наредба за ограничено движење по 19 часот во замена за барањето за прогласување на полициски час. Обезбедени и престојот за граѓаните од Тетово кои немаат каде да се сместат, а полициските сили засилено ќе го обезбедат патот од Тетово до Скопје, вети премиерот. Со намера да ги демантира обвинувањата кон македонската влада за предавство кои рече премиерот ги пласираат лешинарите од медиумските куќи и ситните политички профитери, Георгиевски понуди аргументи за, како што рече, решителната акција на безбедносните сили. На северната граница се действува со тенкови, артилерија и минофрлачи и со сите расположиви средства. Секој ден двојно се зголемува војниот арсенал со кој се одговара на провокациите и ниту 1 сантиметар од територијата на Македонија нема да се отстапи, изјави премиерот. Дозволете ми да упатам уште еден апел за цврстината и волјата на оваа влада да успее и да победи во оваа битка. Ги убедувам сите граѓани на Република Македонија дека никој не преговара со терористите и нема да преговара. Ги убедувам сите граѓани на Македонија дека никој нема да отвори разговори за променување на уставот на Република Македонија и дека сите провокации и шпекулации од таков тип и од таков аспект ги одбиваме. Ние сметаме дека Република Македонија има навистина што се на располагање и на полицијата и ако треба на армијата со цел да се справи со овој тероризам, со оваа агресија од Косово и ви уверувам дека оваа порака и до домашните граѓани и до нашите непријатели дека нема ниту 1 сантиметар од нашата територија да го оставиме. Тежиштето на судилите во Тетово од синоќа е преместено кон местноста Дреновец, 1 километар источно од Тетовското кале. Македонската полиција действуваше по оваа локација, на која се префрлиле дел од вооружените групи екстремисти од калето и од целото Лавце. Интензитетот на судилите предпладнево беше намален, но со приближувањето на ноќта судилите вообичаено ескалираат. Најмногу се пукаше од и кон птичките во Дреновец и во долот од другата страна на калето, во правец на Лавце и Селце. Попладнево полицијата действуваше и кон Гајре. Меѓу полицајците во Тетово околу 16 часот се најде и министерката за внатрешни работи Доста Димовска. Инаку на улиците на Тетово и денеска нема автомобили или луѓе. Оние кои се движат го прават тоа многу предпазливо, движејќи се блиско до дидовите на зградите, или ги претрчуваат улиците здравувајќи од снайперски истрели кои доаѓаат од ридовите. Во медицинскиот центар во Тетово денеска рекла дека нема ново примени ранети полицајци. Дека во Тетово започнува полициски час. Заради актуелната безбедност на состојба на подрачјето на општина Тетово, министерот за внатрешни работи денес издаде наредба за ограничување на движењето на граѓани. Пошто дознав од извори на А1 депо, сега се действува и во над самото село Мала Речица, тоа е во непосредна близина на градот. Инаку пред само 20 минути македонските сили за безбедност открија едно гнездо од каде што се пукаше и со силна стрелба тоа беше елиминирано, тоа се гори. Во текот на денешниот ден действијата на македонската полиција од изминатите денови беа концентрирани над викенд куќичките кај местноста Дреновец. Оваа позиција е се уште актуелна за македонските сили за безбедност, па и понатаму се стрела кон Новој правец со лесно и тешко огнено оружје. Исто така се стрела се уште во правец кон врвот на Тетовското кале, во непосредна близина на предавателниот пункт на А1 телевизија и Плюс Фоте радио и телевизија Сител, како и кон платформата на Тетовското кале, од каде пред околу половина час можеше да се види густ облак на чад. Пред околу 1 час концентрирано со артилериски орудија беше гаѓано на околу 500 метри источно од Тетовското кале и тоа место се уште е во плана. Од пред 18 часот улиците на Тетово, како што рекол, се навистина празни, мислам има многу мал број на луѓе и на возила кои се движат, а тетовчани како што можат да забележам пред
тука некаде околу 40 на минути, стојат на сигурно пред влезовите на своите живеалишта, а сите погледи се уперени кон калето и населбата Дреновец во очекување на известноста во која се наоѓаат конечно да добие позитивен епилог. Тоа би било сега, ако имаш некој прашање. Небојша, ти благодарам, внимавај на себе, тоа беше нашиот репортер Небојша Карапевски. Изгледуваат границата од косовска страна, велат дека не забележале упади на терористи во Македонија. Го запрашавме американскиот пилот од базата Бонстил, кој во последниве 2,5 месеци лета долж границата со Македонија, дали забележал долги колони од албански терористи како што јавуваа некои агенции упатени кон македонска територија. I personally did not. I was not down there and did not see any extremists from that instance that you're speaking of, moving from Kosovo and into Macedonia. The only observations that we've had have been along the border in positions that were right on the border. I haven't witnessed any moving in either direction. На прашањето што би направил доколку неговиот хеликоптер и екипаж бидат нападнати од терористите, овој американски пилот одговори. As a piloting commander of this aircraft, I am authorized and responsible to provide security for this aircraft and the crews in it, along with any K4 crew or personnel that could be in my immediate vicinity. Now, obviously, I would attempt to make all actions necessary not to have to pull the trigger. In other words, I would mass the aircraft or retreat from in the harm's way. If I found myself in the instance where that was impossible and it was required, then Weapons Release Authority at that point in time rests with the PIC of the aircraft. На самото тромеѓе меѓу Македонија, Јужна Србија и Косово, на така наречениот чекпоинт Chicken Leg, се распоредени британски и норвешки војници кои синоќа слушале истрели од митралези од другата страна на границата на македонска територија кај селото Горно Злокуќане. КФОР врши проверки на возила што одат кон границата, но сепак не ги запира, иако овде нема официјален граничен премин. Овој командант на норвешките сили вели дека границата не е затворена за бегалците и дека во текот на ноќта оттука поминале 35 лица без документи од македонското село Малено Мало. We had 35 refugees coming towards this Sagra Valley here last night. Mixed population. It's elderlies, people. Have you arrested any Albanians? No. We haven't seen anything of the Albanians. What kind of nationalities is it? They said it was Macedonians. But they had no papers, nothing. They said they would go into Giuliana and the sector wrong But to they visit said they are relatives. just Albanians? Or No, Macedonians. Uh-huh. They claim that they are Macedonians, and I can't see the difference of people. И додека во Македонија се пука, американските војници во Бонстил кои не се на должност играат бейсбол. Многу поинаква слика за овој полски војник кој е распореден кај генерал Јанковик и кој преку автомат ги наблюдува нашите полицајци кај граничниот премин Блаце на македонска територија. Граничните КЦР КФОР. Лондонски Sunday Times објавува дека екстремистите во Тетово ги обучувале британски специјални сили. Од синоќа македонската армија врши мобилизација на резервниот пешадиски состав. Министерството за одбрана објави дека во куќите во Танушевци пронашле сува храна со ознаки на УНХЦР и од резервите на КФОР. За некои од овие појави имаме и факти, документирано досие, затоа што индициите ни говореа дека некои меѓународни организации на Косово не си ја работат работата што треба да си ја работат, туку изиграваат Кумановско. Во джипот се пронајдени 4 золји, гранати за рачен фрлач, брзо трзен топ кој е од голем калибар и ретко се користи. Рачни бомби, калашников, снајперски нишан, санитетски материјал. Уапсените се од Рачиново, а едниот од нив има и подпис на пушката – Африм. Освен во Тетово, во другите делови на Македонија е мирно, а МВР ја зајакнува контролата во Гостивар, Кичево, Скопје и Дебор, како градови каде албанските терористи би можеле да започнат терористички акции. Истрели се слушале во неколку градови, но тоа се само провокации од мали размери, вели портпаролот на МВР Стево Пендаровски. Ослободителната национална армија прокламирала свој политички лидер. Тоа е Алија Ахмети од Кичево. На прашањето кој е Ахмети, Пендаровски одговори: Не сакам да го коментирам тоа прашање. Но владата нема да разговара со нелегитимни субјекти.
Не е исклучено албанците во Косово да вршат мобилизација, па токму затоа и весте на BBC за движење на поголема група од Витина кон границата со Македонија, потврди Трендафилов. Според информациите на Ајден, силите на екстремистите кај Калето се обновуваат, а тие добиваат логистика и од Тетово. Под Калето има тунели кои постојат од турско време, велат тетовчани, па можно е преку нив од градот да се стигне на другата страна на тврдината. За тоа кои се водачите и како делуваат албанските екстремисти во Тетово, пишува денешен Sunday Times. Лондонскиот весник вели дека албанските екстремисти кои пукаат од Тетовското кале ја користат тактиката на НАТО. Подкрепа на ова е изјавата на еден анонимен представник на КФОР во Македонија, кој изјавил дека двајцата водачи на екстремистите се обучувани во тренинг кампови во Бајрам, Цури, Албанија, во текот на 1998 и 1999. Нивни тренери биле британските специјални сили. Представници на европските специјални сили кои ја придружуваа УЧК за време на косовската криза, вели изворот дека командата на сегашните напади во Македонија била помогната од овие сили за да се овозможи проток на луѓе и оружје во Македонија. Главниот координатор на акциите Адем Бајрами е еден од водачите на поранешна ОВК форма на лак во должина од 12 километри кај Тетовското кале. Верувам дека тоа го научиле од британските специјални сили, вели изворот на Sunday Times. Весникот наведува дека екстремистите може да се решат да пукаат и на германските припадници на КФОР и дека токму затоа овие сили испратиле дополнителни бригади и потешко оружје во Тетово. На теренот едно, за јавноста друго. Това за да се справи со агресијата и со сето она што доаѓа од Косово, рече меѓу другото председателот на владата на Македонија Љупчо Георгиевски во обраќањето до граѓаните на Република Македонија по повод Македонија, почитувани новинари, дозволете ми да го направам ова обраќање на нацијата, иако во последните со логистичка подршка на партиите, структурите од нашиот северен сосед, не би рекол Југославија, затоа што мислиме дека Југославија овде нема никаква врска дефинитивно, туку политичките структури на Косово. Користејќи ја ова можност, ќе се обидам да упатам неколку апели. Првиот апел е до меѓународната заедница. Ние, како влада, даваме голем простор и голема благодарност на сите меѓународни политички структури и држави кои ја поддржуваат политиката на владата и суверенитетот и интегритетот на нашата држава. Таа благодарност е голема од наша страна и навистина ни е потребна. Посебно ја издвојуваме поддршката на нашите 4 соседи, значи Албанија, Грција, Бугарија и соседна Југославија, кои сметам дека дадоа со оваа максимална поддршка на нашата држава нов квалитет и во нашите заемни односи, меѓутоа и во политиката на единствена политика на Балканот. Таа поддршка ни е посебно драга и сигурно дека низините димензии ќе имаат многу позитивни. Благодарни за глобалната поддршка, толку не можеме да се согласиме со некои оценки, посебно оценката која деновиве и во последните денови масовно ја користат и меѓународните дипломати, меѓутоа и странските медиуми. А тоа е дека не се работи за прелевање на кризата од Косово во Македонија, дека не се работи за агресија од Косово према Македонија, дека тоа што се случува во Македонија е работа на етничките бунтовници албанци. Јас можам слободно да ги повикам сите меѓународни дипломати, а и меѓународните медиуми да им дадеме стотици докази дека се работи за добро планирана агресија од Косово према Македонија, а најдобрите информации може да се ги побараат од војниците на КФОР на нашата северна граница, а не е спорно и дека и самите медиуми тоа го констатираат многу парадоксално. Така, лешинари од медиумските куќи или новинари или па ситни политички профитери со по десетина членови во нивната партија, навистина да го остават овој момент за своето ситно политичко профитерство и ако ја сакаат оваа земја и ако сакаат да бидат патриоти, да и помогнат на македонската полиција најмногу со тоа што нема да ангажираат дневно по нив додат 300-400 полицајци, туку ќе е возможност на таа полиција да се занимава со многу попаметна работа
И ќе ми дозволите на тие ситни профитери и од медиумите, и од политичките партии да им дадам неколку одговори за нивните обвинувања за некакво предавство и за некакви предавници. Пораки кои беа опатени вчера и до председателот на Републиката и денеска до мене. Јас можам да ви кажам дека моето најголемо предавство ќе го извршам сега со тоа што ќе го кажам, затоа што за жал очигледно со ваквите профитери не може на друг начин да се разговара и не може да провоцираат ништо друго освен по пат на вршење на предавства. Што е тоа што го прави македонската влада? Првото предавство, да ви кажам дека Танушевци е освоено со точно 92 гранати. Второто предавство, да ви кажам дека денеска на северната граница меѓу Танушевци и промеѓието Косово, Србија, Македонија и не само денеска, туку во минатата недела се действува со тенкови, се действува со артилерија, се действува со минофарлачи и се она што може да биде однесено на тој потек. Едноставно, полицијата, а таму и армијата, действуваат со она што го имаат на располагање. Ќе го направам третото предавство. Зошто чекаме и што чекаме? Сите ние да се подсетиме кога дојде оваа влада колку оружје имаше во оваа држава и кој се грижише за набавување на оружје во оваа држава. За 2 години гарантираме дека сме купиле и сме го зголемиле војниот арсенал на Македонија за 50 пати повеќе од онаа што го затекнавме кога дојдовме. И онаа што го чекаме деновиве е војна техника и оружје. Уште едно предавство. Извинете, меѓутоа тие предавства морам да ги правам на војните тајни, за да лишинарите околу нас ги разубедиме дека работиме. Денеска во Република Македонија чекаме секој ден по 30 камиони оружје и муниција влегуваат од разни страни, за да го надополниме сето онаа што некој друг испуштил да го направи. Четврто предавство. Точно двојно секој ден се зголемува интензитетот и капацитетот на изврлените гранати врз терористите секој ден за ден. Дупло по 100% се зголемува секојдневниот интензитет на муницијата, гранатите, бомбите кои се фрлаат врз терористите. И тоа темпо ќе продолжи и понатаму. И да не набројувам уште многу предавства, само што ќе кажам и ќе дополнам дека Министерството за внатрешни работи со сиот свој интензитет одговара на терористите на потегот кај Тетово, дека на потегот на северната граница е вклучена и армијата и дека армијата ги има запоседнато сите стратешки точки према северо-западната граница на Република Македонија. Мислам дека овој одговор ќе ги задоволи битните граѓани на Република. Долу влезе. Залез. Петиот ден од оружените активности на екстремистите во околината на Тетово донесе жестока акција на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Очигледно, добро испланираната акција започна во 12 часот. Траеше до 13 часот, при што се интервенираше на позициите на терористите на Тетовското кале и во местноста на Дреновци. На прецизно утврдените локации се действуваше со расположливите видови оружје, пошто според неофицијалните информации, групите екстремисти претрпеа значајни загуби. Од една локација каде што беше екипата на македонската телевизија, беше видливо одсекувањето на логистичката поддршка која ги дополнуваше резервите на групите на Дреновци. Граѓаните на Тетово и денеска се со припадниците на нашите безбедносни органи, кај кои е евидентна цврста решеност
да се реализираат поставените обврски од државниот врв. Со нив денеска беше и министерката за внатрешни работи Доста Димовска. Слободно, видиме. Да, бе. Нема гајде, нема опа. Денес дојдов да ги посетам припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои што се наоѓаат тука во пунктот во Тетово, да видиме во какви услови нели работат, кај се сместени, исто така и да видам состојбата каква е на теренот. Факт е дека повеќе дена траат активностите на нашите припадници. До сега многу успешно се справуваме со терористичките групи, но факт е дека секојдневно се зголемува нивната бројка со илегално преминување од другата страна на границата и покрај сите известувања, напори, ветувања од страна на КВОР, се уште од другата страна на границата КВОР не се поставува на тие позиции од кај што илегално доаѓаат нови сили на терористите, нови припадници, им се дава логистика, така што денес повторно и нашето министерство со писмо ќе се упати до КВОР, бидејќи поседуваме информации дека им се подготвува засилување, што значи посматките ќе продолжат, но очекуваме дека во текот на овој период ќе се преземат решителни, многу порешителни мерки да се затвори ова прашање, да може граѓаните на Тетово поспокојно да живеат, да се вратат во своите домови, животот да се нормализира. Не само Тетово, секој сантиметар македонска земја. Очекувате ли скоро дали ќе се вклучат и други борбени единици? За сега нема потреба. Имаме доволно сила, ова е само дел од нашиот потенцијал со кој располагаме и резултатите вие сте сведоци кои ги бележиме секојдневно. Само што има ли уфрлење на нови групи од косовска страна? Дали имате информација? Па има најверојатно, но ги елиминираме дневно и мислам дека нема да има никаков проблем овие денови повторно да се врати детскиот жагор во вашите училишта. Недвосмислена е решеноста на тетовчани без разлика на нивната национална припадност да останат во градот. Тие реагираат на синокешното собирање пред собранието на републикиците, но и покрај напратоста со разбирливо внимание се следат случувањата под падините на Шара. Денеска активности на Советот на локалната самоуправа, но и на повеќе локации забележавме. Но да се вратиме на животот. Во Тетово функционираат сите витални служби. Добро е снабдена малопродажната мрежа, а недостигот на електрична енергија се уште е присутен во населбите што се снабдуваат преку 35 киловолтниот далновод што беше погоден од проектил во петокот напладне. Здравствените служби се засилени... И портпаролот на Министерството за одбрана Ѓорѓи Трендафилов. Армијата на Република Македонија од синоќа почна да ја мобилизира пешадијата, изјави Трендафилов на пресконференцијата. УНХЦР и КФОР обвинети за логистичко помагање на терористичките групи. Состојбата во Тетово според интензитетот на престрелките наликува на она што го имавме претходните денови, иако во вечерните часови се очекуваат значајни поместувања во наша корист, информираше Стево Пендаровски, потпарол на МВР. Најзначајната работа која сакам да ја соопштам е дека во текот на ноќта на потегот помеѓу селата Виштица и Никуштане запревме возило во кое недавме една значајна количина оружје и муниција. При оваа последна акција на Управата за безбедност и контраразузнавање лишени се од слобода 3 лица за кои ние веруваме дека се организатори на пратката и во текот на наредните денови кон нив сигурно ќе бидат поднесени кривични пријави. Според досегашните информации со кои се располага, може да се претпостави дека пратката би се искористила како логистичка подршка за евентуални напади на периферијата на Скопје. Градовите на Оската, Тетово, Куманово, Скопје, Гостивар, каде има концентрирано население со мешан етнички состав, Пендаровски ги остени за високоризични, но со последната акција, рече тој, се надеваме дека ќе успееме да ги спречиме акциите на вооружените групи. Пендаровски информираше дека невообичаена фреквенција на лица од албанско етничко потекло, беше дека здравствената состојба на повредените кои беа сместени во скопските болници е добра. Тие се наоѓаат во животна опасност и за неколку дена ќе бидат префрлени во редовните оделенија, рече Пендаровски. Потпаролот на Министерството за одбрана Ѓорѓи Трендафилов информираше дека од синоќа се мобилизира родот пешадија.
Ангажирани се добар дел од единиците на антитерористички и антидиверзантски дејства, кои во содейство со МВР, во зависност од конфигурацијата, потребите и наредбите на државниот врв, ке действуваат во поширокото гранично подречје. Во делот од куќите на Танушевци, рече Трендафилов, армијата на Република Македонија пронашла големи количини сува храна со ознака на Високиот комисаријат за бегалци и сува храна која доаѓа од резервите на контингентот на КФОР на Косово. Утринава во село Мијак биле забележани селани кои собирале храна од земјанките ископани од терористите, а при тоа, рече Трендафилов, биле обезбедувани од КФОР. За некои од овие појави имаме и факти, и документирано досие, затоа што индициите ни говореа дека некои меѓународни организации на Косово не си ја работата што треба да си ја работат, туку изиграваат компас кој им дозволува на терористите да навлегуваат на територија на Република Македонија или пак непречено да се движат во задграничниот појас на Сојузна Република Југославија на делот кон Косово, без никакво криење од представниците на меѓународните. Два дена терористичките групи действувале од раните утрински часови, на што нашите безбедносни сили возвратиле и е неутрализирано едно митралеско гнездо, вели државниот секретар во МВР. Како што изјави Бошковски, на страната на терористите има загуби во жива сила и во материјални средства, а комплетно е неутрализирано действувањето од тврдината Кале. Действијата на терористичките групи се забележани од спротивната страна над Порој, каде што македонските безбедносни сили уништиле еден бункер во куќа, оддалечена 1,5 километар од Тетово. Моментно во околината на Тетово е мирно, вели државниот секретар во МВР. Действијата на македонската полиција продолжуваат натаму, а државниот секретар Бошковски е убеден дека во наредните 2 дена целосно ќе се неутрализира действувањето на терористичките групи. Кон Тетовското Кале. Меѓутоа, во моментиве мирно, што се однесува до полицискиот час, да кажам, се ширеше на спекулација дека одредени луѓе од местните заедници одат и само кај албанците, нели, за да останат во своите домови и вечерва да не ја преспијат или да останат будни. Меѓутоа се работи за следно. Местните заедници веќе се организирани и тие ги подсетуваат на полицискиот час граѓаните на Тетово, па така ова шпекулација отпадна како таква, исто како и шпекулацијата дека на определени медиуми и на странските агенции дека во Тетово се водат улични борби и дека горат некои куќи во околу Тетовското Арабати Баба Тече. Во разговор со луѓето во Арабати Баба Тече велат дека се е во ред и дека апсолутно нема никакви пресроки во тој дел на градот. Инаку припадниците на полицијата се наоѓаат кај муслиманските гробишта кои се наоѓаат во близина на Тетовското, на Течето во Тетово, меѓутоа тие се тие кои стрелаат на определени места кон Гајре, меѓутоа ситуацијата е под контрола и нема ништо што би било инцидент во тој дел на градот. Пак ќе повторам, вечерва во Тетово, барем во овие моменти е мирно, само се слушаат спорадични истрели од лесно огнено оружје во кај местото Дреновец и под падините на Според наши информации, македонската армија со своето вооружување се стационира во касарната во Тетово, а потоа според интензитетот на нападите и потребите. Во Тетово безброј шпекулации дека е ракетирана шарената џамија, дека се водени улични борби, теќе дека е ракетирано, но од сето тоа нема никаква вистина. Тетовчани се револтирани од странските известувачи кои со квази преведувачи и со готови приказни доаѓаат во Тетово само да ги инсертираат своите прилози. Колоните на КФОР што ги регистрировме како влегуваат и излегуваат, дознаваме дека ги засилуваат и вооружуваат своите позиции и контингенти војници. Денеска имаме снайпер.
И покрај намалениот интензитет на пукање денеска, Тетово со спрачувањето го напуштаат сите. Security forces and the ethnic Albanian rebels who just refuse to pull back. They're still very well dug in. What I'm watching right now is some flames rising up from one part of this woods where they are ensconced. Earlier we saw flashes of mortar shells against a building where they were suspected to be holed up. The security forces admit they've had very little success in pushing them back. Up to now, since in the past 6 days, with hospital officials are reporting 40 injured, including 30 police and 10 civilians. So the battle goes on, and apparently we don't see any sign of it ending. The government contends that 200 more rebels have crossed over from Kosovo. Those rebels believed to be former rebels of the Kosovo Liberation Army. At the same time, KFOR is warning that it would deal very harshly with any continued attack by ethnic Albanian rebels. There was a German KFOR post that was fired on here outside of Tetovo last week. We just spoke with an opposition party, an Albanian opposition party that calls for talks, calls for a ceasefire and talks. The talks, including the rebels, up to now the government has rejected that flat out, Zane. Chris, why are Macedonian forces unable to dislodge the rebels? Well, there are probably two good reasons. One is that this is a very heavily wooded hillside, very easy to hide in, very easy to dig in. They have the advantage of the heights. The rebels, they're looking down upon the security forces. Very difficult for the forces to fight their way up the hill. And there is also, it is believed, that quite a large number of them come from over the hill from Kosovo, these being former KLA, Kosovo Liberation Army fighters, battle-hardened from the war, the Kosovo conflict against the Yugoslavs 2 years ago. Zane. Who's arming the ethnic Albanian rebels? Well, that is up to debate. Of course, the Macedonian government is saying that most of those weapons and perhaps most of the rebels are coming from over the hill from Kosovo. However, if you talk to local Albanians, they'll tell you that a lot of these are locals who have picked up their own weapons and gone to fight up in the hills. And of course, the demands by the Albanians, by the rebels, is for more rights for Albanians. Quite a few Albanians here in the population do empathize with that, though many of them are against any widening of this conflict, Zane. Кон и во градот намален, но не и замрен. Позициите на терористите на Тетовското кале се разбиени, така што во текот на ноќта жестоко е пукано на две локации, на селбата Дреноец и над текето над поправниот дом во Тетово. Во текот на денот проретчени и само на моменти околу 11, 14 и 16 часот зачестени престрелки. Престрелките овде како на селбата Дреновец од 12 часот се интензивираа. Гледам внимателно, гледате што се случува. Да. Жесток и решителен удар на македонските безбедносни сили врз позициите на терористичките групи лоцирани во населбата Дреновец.
во текот на целиот. Во моментите кога веднаш по нас екипа на А1 телевизија снимаше изјава од државниот секретар за денешните действија на нашите безбедносни сили од околните куќи, на местото каде што бевме лоцирани, беше отворен снајперски оган врз нас. Со помош на полицијата, двете телевизиски екипи беа извлечени од ова место, а за цело време на повлекувањето до нашите возила, врз нас беше пукано со снајпери. Кога со крајни напори успеавме да влеземе во возилото на македонската телевизија за да стигнеме во Скопје и да го подготвиме извештајов, со снајпер беше погодено возилото на македонската телевизија. Зрното од снајперот влезе од задната страна на возилото и мина на неколку сантиметри од нашите глави, излегувајќи од предната страна на возилото. Уништена беше и гума на возилото. Меѓутоа, патот со дупната гума го продолживме до излезот на Тетово, при што во нас повторно беше пукано со снајпери. Освен материјалната штета на возилото, повредени од екипата на македонската телевизија нема. Утринава во 6 часот и 20 минути од правец на Дреновец над православните гробишта, врз припадниците на Министерството за внатрешни работи беше пукано од митралеско гнездо. Од нашите безбедносни сили жестоко е возвратено на огнот, пошто митралеското гнездо е уништено. Од куќата имало истрели и пламен, што значи според полициски извори дека во неа имало експлозивни средства. Како што ни информира државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Любе Бошковски, се уште се почитува наредбата на државниот врв за возвраќање на ударите со максимално внимание на цивилите и на објектите, но како што вели Бошковски, во овие тешки состојби кога митралеските гнезда се во куќите, мора да се одговори со решителни мерки. Во околината на Селце и Лавце е видена огромна раздвиженост на униформирани вооружени лица и вооружени цивили. Ноќта што измина се приведени лица кои не ја почитувале уредбата на Министерството за внатрешни работи за ограничено движење. По 6 часот утринава тие лица се пуштени дома. Сите акции, велат по МВР, се заради безбедноста на граѓаните и на нивниот имот. Оново што можевме лично да се телевизија во 19 часот повторно добра вест. До сега, односно во 22 часот и 11, односно 12 минути, осведен поединечен истрел, нема никакви други престрелки. На местата од каде што во текот на денот имаше мощни интензивни престрелки, ваде апсолутен мир. Поради забраната на ограничено движење на граѓаните после 19 часот, а исто така... Албанските екстремисти возвраќаат со снајперски оган од куќите во Дреновец. Во моментот кога го снимавме ова, снајперските истрели не софираа. Ова ли е офанзивата што се најувачи, што ја чекавме? Ова е дел од офанзивата. Ова сега и армијата на Република Македонија покажува и докажува дека во таа компактност која постои во владата и во Ајде, може. Ајде, полека. Ова траеше десетина минути. Полицијата жестоко одговара на нападите, но екстремистите како жив штит користат жени и деца во куќите каде се снајперските гнезда. Нашата екипа заедно со колегите од МТВ се извлече одличен на снајперите под заштита на полициско обезбедување, но нападите на екстремистите не сопираа. Само неколку минути подосна погодено беше возилото на МТВ, а Тетово го напуштивме со звуците од куршуми. Ајден дознава дека екстремистите прават масовна гробница во Селце. Ги закупуваат мртвците на едно место. До сега нивните тела биле закупувани во Јажинце, Лисец и Гајре. За разлика од сега, утрото во Тетово беше мирно.
Во 6 часот имаше снајперски напад на полицијата, а потоа продолжи и во 9:30. Обата напади доаѓаа од Дреновец. Овде најмногу се слушаат пукотниците упатени кон ридот на калето на Тетово. Сепак во Тетово е најопасно ако си нанишан на снајперот. Куките позади мене се токму снајперските гнезда на албанските екстремисти. Овие куки каде што сега сум, синоќа беа погодени со снајперски куршуми. Полицијата од оваа страна одвраќа на ударите. Вечера во Тетово пукотници се слушаат и на улиците. Опасно е да се движиш во градот. Околу 17 часот екстремистите со снајпер погодили еден автобус. Околу 6 часот изутрина биле забележани само спорадични истрели од терористите врз македонската полиција, но на провокациите од наша страна не било возвратено. Од македонските безбедносни сили наредбата да не се действува за време на ултиматумот целосно се почитува. Нема да се одговори дури на евентуални ситни провокации, вели државниот секретар во МВР. По упатениот ултиматум од Министерството за внатрешни работи и за одбрана до терористите за предавање на оружјето, како што ни информира државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Ливој Бошковски, не е забележено одложување на оружјето и предавање од страна на терористите. Уредбата на Министерството за внатрешни работи за ограничено движење од 19 часот навечер до 6 часот наутро се почитува. Припадниците на безбедносните сили постојано се на теренот и целосно ја контролираат состојбата во овој временски период. Денеска во районот на село Селце било забележено раздвижување на униформирани вооружени лица. Имаше неофицијални, меѓутоа непотврдени информации за дезертирање на некои припадници на терористичките групи, како и обиди за стационирање на Тетовското кале. Општинскиот централен кризен штаб функционира нормално, постојани се контактите со граѓаните со цел спречување какви било дезинформации и шпекулации, вели градоначалникот на Тетово Муртезан Исмаили. До 24 часот неколку рафални истрели, а потоа стапува на сила ултиматум. Ноќ во која замолкна оружјето. Македонските безбедносни сили истакнаа дека ќе се воздржуваат од наметнати провокации, но се на своите позиции. За прв пат по 7 ноќи во кои небото на Тетово беше распарувано од блесокот на куршумите, се почувствува тишината на ноќта. Тетово тонеше во мир кој траеше до 05 часот. Веднаш по малата провокација следеше решителен одговор на безбедносните сили. Триесетина секунди на оружен одговор и повторно тишина. До почетокот на денот следуваше уште еден решителен одговор врз поединечните провокаторски истрели и со започнувањето на дневните граѓански обврски настапи првиот ден во кој Тетово наликуваше на град кој има перспектива. Во која се наоѓале двајца полицајци, тешко повредил еден од нив, кој подоцна им подлегнал на повредите, а другиот е полесно повреден. Министерството за внатрешни работи во врска со настанот приведе 3 лица. Денеска во 14 часот и 20 минути во комплексот Чаирчанка во Скопје непознат напаѓач пукал од огнострелно оружје во правец на продавница за мобилни телефони, во која во тој момент се наоѓале двајца полицајци, при што Јане Јакимовски, роден 1965 година, заменик командир на полициската станица во Крива Паланка, бил тешко телесно повреден и на пат за градската болница во Скопје им подлегнал на повредите. Другиот полицаец Мичо Костовски, роден 1972 година, вработен во УВР Крива Паланка, бил полесно повреден во пределот на левата подлактица. Министерството за внатрешни работи соопшти дека се преземени мерки за блокирање на подрачјето, а во врска со
Терористите не го почитуваат ултиматумот поставен од армијата на Република Македонија и од Министерството за внатрешни работи. Некаде пред 12 часот на ова место, кое се наоѓа во близина на Тетовскиот стадион, во Сузуки Марути, при претрес од нашите безбедносни сили, две лица се обиделе да фрлат бомба кашикара врз пункт на нашите безбедносни сили. Со брза и ефикасна акција на МВР, возилото е неутрализирано, лицата се на лице место убиени. Како што ни информира државниот секретар на МВР, извршен е увид. И ако не било брзото дејствување, животот можеле да го загубат 15 припадници на безбедносните сили. Двајцата терористи се движеле по патот од Порој кон Тетово со Сузуки Марути, сива металик боја со регистрација Тетово 425 АН. Полицијата ги повикала да излезат од возилото за да се изврши вообичаената процедура на контрола. Терористите имале една активирана бомба кашикара и уште две неактивирани бомби кашикари со нив. Терористите биле со намера активираната бомба да ја уфрлат врз полицискиот пункт. Со брза и ефикасна акција на МВР возилото е неутрализирано, а двајцата терористи се убиени. Еве ги снимките и на телевизиската куќа CNN кои потврдуваат дека двајцата терористи се обидоа да уфрлат бомба врз пунктот на нашите безбедносни сили. Како што ни информираше државниот секретар во МВР Љубе Бошковски, кој дојде веднаш на местото на настанот, доколку нашите безбедносни сили не дојствувале брзо и ефикасно, животот можеле да го загубат 20 на припадници на македонските безбедносни сили. Sestra dice pesce che ti scorre
поврак од Грција, информира пред новинарите на аеродромот Петровец командантот на војното воздухопловство и противвоздушната одбрана полковник Звонко Стојановски. Во моментов се очекува пристигнување на уште 2 борбени хеликоптери од типот Ми-24 од Украина, од вкупно 4 кои треба да ги има армијата на Република Македонија. На представувањето на хеликоптерите на Арама присуствуваа председателот на владата Лјупчо Георгиевски, министерот за одбрана Љубен Пауновски и други владини представници. Со овие хеликоптери се зголемува борбената способност на македонската армија, изјави пред новинарите премиерот Георгиевски. Денеска дојдовме да честитаме на армијата на Република Македонија едно драстично зголемување на хеликоптерските единици, а со тоа и на борбената моќ на нашата армија. Благодарни сме во овој случај на двете влади, на грчката влада и на украинската влада, што излегува во пресред толку брзо и толку ефикасно со оваа помош, односно со можноста за купување на борбени хеликоптери. Имаме 2 хеликоптери од Грција кои нема да бидат употребувани за борбени дејства, кои едноставно ќе бидат употребени за транспорт, додека посебна гордост на македонската армија од сега натаму ќе бидат борбената верзија на Ми-8 и Ми-17. Ми се чини дека еден или 2 веќе ќе можете да ги видите овде на самата писта, додека во текот на денешниот и деновите кои доаѓаат после нас, очекуваме доаѓање на неколку хеликоптери Ми-24, повторно борбена верзија, што практично представуваат оружје кое сметам дека и на македонската армија и на сите граѓани ќе има возможат помирен сон и навистина поголема безбедност и одбрана. Армијата на Република Македонија и по повод пристигнувањето на 2 борбени хеликоптера од типот Ми-24 од руско производство добиени од Украина. Наскоро се очекува да пристигнат уште 2 вакви борбени летала. Покрај овие 2 борбени хеликоптера, македонската армија располага уште со 3 транспортни хеликоптера од типот Ми-17, со 4 вооружени борбени хеликоптери Ми-8 подарок од Украина и со 2 извидувачки хеликоптера Хјуи УХ-1 подарок од Грција, информира командантот на војното воздухопловство и противвоздушната одбрана полковник Звонко Стојановски. Со хеликоптерите се зголемува борбената способност на армијата на Република Македонија. Безбедносни структури и целокупниот простор на Македонија. Во претходната подготовка на војните действија на македонската армија беа вклучени вчера и денеска хеликоптерите што пристигнаа од Украина, наречени летечки тенкови. Наредбата за старт на големата операција е издал председателот на Македонија Борис Трајковски. Каква е актуелната состојба на тетовскиот терен вечерва? Во овие мигови Небојша Карапеовски. Добро вечер. Добро вечер, Чомовски. Вака, за жал, мислам на мирен медиум, ова што ќе го кажам, нема да слушнате точно, и то се надевам дека кон крајот на вестите ќе го повторите од неофицијално извори на еден го кажа. Од пред 30 минути македонските сили за безбедност комплетно го завзеда и го контролира Тетовското кале, кое беше 12 дена едно од главните упоришта на вооружените екстремисти. Исто така во тече и акција за евакуирање на цивилното население во село Гајре, каде што во текот на денот имаше жестока престрелка помеѓу македонските сили за безбедност и вооружените екстремисти. Во последните 2 часа во Тетово не се слушаат истрели од ниедно од, би рекол, критичните места во кои денес се водеа жестоки борби. Инаку во Тетово од Пладне остана и без програмите на македонската радио и телевизија по прекинувањето со напојување со електрична енергија на предавателниот пункт на МРТВ, па така ја користам оваа прилика тетовчен на чени да им сам дека ограничувањето на движење денес води по режимот од 19 часот до 6 часот наутро. Ете, тоа би било се, тетовчени се би рекло сега во една зголемена блокада во однос на информирањето, меѓутоа имаат можност за само неколку минути да ги слушаат на брановите на Пуствата радио защита на еден телевизија. Небојше уште да повториме полицискиот час од кога се враќа на стара шема? Се враќа на старата шема од 19 часот до 6 часот наутро. Благодарам, тоа беше Небојша Карапеовски, инаку нашата екипа што туку се врати и го подготвува репортерскиот запис од денешните големи оперативни действија на македонските специјални сили предводени од Генералштабот на македонската армија. Денеска напладне и прва пресконференција на
Во 7 часот утрово во Тетово почнаа првите напади на македонските безбедносни сили. Беа упатени гранати кон тетовските кале и останатите села во ридовите на Тетово. Од 12-дневна психоза, денови со спорадични престрелки, артилериски напади, снајперски нишани, повредени и жртви, македонската полиција и војска ја започна долго најавуваната офанзива за справување со албанските екстремисти. Првите напади беа артилериски упатени кон селата Гајре, Селце, Лавци, местото Стрма. Логистичка поддршка им дадоа хеликоптерите Ми-8 кои на шара ги спуштија специјалците волци. По ова следеа тенковите. Само 30 минути подоцна по нападите од артилеријата кон калето, тенковите почнаа да се движат горе кон тетовските села. Нападите со гранати продолжија, куќите, снајперски митралиски упоришта гореа. Најниско се слушаа покотниците од Дреновец, населба најблизу до центарот на градот. Но по овие жестоки полчасовни напади, екстремистите почнаа да возвраќаат. Најжестоко беше кај селото Гајре, околу 10 часот и половина час претходно, кога од местото Стрмо екстремистите испалија граната кон полицискиот пункт во градот, но таа заврши во близина на Тетовскиот Црвен крст и околните куќи. Делови од шрапнелот погодиле еден средовечен човек. Околу 10 часот и 30 минути уште два тенка се искачија кон жичарата од Тетовското теќе, упатувајќи се кон Гајре. Овде снајперистите, екстремисти најтврдо ги бранија своите упоришта. Присти врз македонските безбедносни сили помеѓу тетовските села Селци и Вејце. Животите ги загубија Роберт Петковски, Бован Трајковски, Игор Крстевски и Миле Јаневски, припадници на АРМА, како и четворицата припадници на македонската полиција: Маријан Божиновски, Кире Костадиновски, Бошко Најдовски и Илчо Стојановски. Меѓу шестемина повредени, тројца припадници на АРМА се со потешки повреди и врз нив е извршена хируршка интервенција. Тројцата повредени полицајци имаат полесни телесни повреди. Денеска на гробиштата Бутел во Скопје и Скопско Бунерџик беа погребани припадниците на АРМА Роберт Петковски и Игор Крстевски, а во Македонска Каменица Миле Јаневски. Нападот во кој загина 8 припадници на македонските безбедносни сили го извела диверзантско-терористичка група која илегално ја преминала границата на Македонија со Југославија на потегот кај Шарпланина. Снежана Лупевска со повеќе информации за вчерашниот напад на терористите. 8 припадници на безбедносните сили се нападнати на 2 километри од Селце, кај местото Брезовица и Црвен камен, на патот кон селото Вејце, кое е најблиску до границата кон Косово. Албанските екстремисти поставиле заседа, а еден дознава дека патрулата на АРМА и полицијата, која ја сочинувале 8 полицајци и исто толку војници специјалци, била следена уште при поагањето од Тетово. Во текот на вчерашниот ден, тие за прв пат се упатиле кон Вејце, место кое секојдневно се контролира, но патрулирањето е во различно време од денот. Групата албански екстремисти броела од 25 до 30 лица, вооружени со рачни фрлачи, бомби, кашикари и автоматско оружје. Заседата е поставена на една непрегледна кривина, кај местото Брезовица, на патот кој се спушта кон селото Вејце. Полицијата и војската која патувало со 2 оклопни возила Хамер и 2 джипа Лада Нива била обколена од двете страни на патот. Екстремистите доаѓале од северозападната и источната страна, но не биле облечени во униформи, туку биле во цивилно, сместени во блиската шума, дознава Ајден. Откако испукале неколку ракети и бомби кашикари, отвориле оган од автоматско оружје. Сето ова траело околу 10 минути. Во нападот дел од војниците и полицајците успеале да се повлечат и да ги избегнат директните масакри на албанските екстремисти, кои ги извршиле над оние војници и полицајци кои се уште биле живи, но и над мртвите тела. Ајден дознава дека идентификацијата на убиените одела многу тешко. Телата на тројца од војниците биле буквално јагленосани. На еден од нив му бил разбиен черепот со кундак од пушка, а речиси сите биле стрелани во глава, на ливните тела има и убоди од нож и многу прострелни рани. Екстремистите извршиле грозоморен масакр. Фотографиите од масакрираните тела ќе бидат доставени и до ОПСЕ.
Неколку часа синоќа траеше извлекувањето на мртвите тела од местото каде е извршен нападот, а ранетите беа пренесени прво до Селце, а потоа во клиничкиот центар во Скопје. Неспорно е дека екстремистите имале добро и прецизно организирана акција за напад на патролата, дека логистиката ја добиле од околното село Селце и Тетово, дека знаеле точно кога и каде ќе помине патролата. А1 дознава дека 5 лица од Селце се приведени на разговор во врска со инцидентот. Групата албански екстремисти по нападот успеала да побегне на косовска страна, преку местото Кобилица. КФОР забележал движење, но не сторил ништо конкретно. А1 дознава и дека групата веќе 3 дена престојувала на македонска територија, во тој реон, и се подготвувала за екстремистички напади. Составена е во најголем број од лица од Косово. Постојат информации дека меѓу нив имало и албански државјани, а нема прецизни податоци дали меѓу нив има и македонски државјани. А1 дознава и дека постојат документирани податоци за движење на овие екстремистички групи во реонот на Вејце и Селце и дека таквите податоци на 17 април биле доставени до армискиот, полицискиот и државниот врв. Но ова ја отвара дилемата зошто секојдневно и по ваквите сознанија за опасноста од напади на овој терен се испраќани патрули на војската и полицијата, кои со джипови без никаква логистичка поддршка и без организирана пожестока акција се движеле кон пограничните села. По акцијата на македонските безбедносни сили во текот на минатиот месец во селата на Шарпланина беа извршени само неколку претреси во куќите. Пронајдено е оружје во ископаните бункери, а приведени се неколку лица. Полицијата и војската тврдеше дека теренот е под контрола. Очигледно дека вчерашниот напад во кој екстремистите убија 8 полицајци и војници и тешко ранија тројца го покажува спротивното. Помалку, така ќе се однесува совкупниот потенцијал со кој се располага на теренот. Се действуваше со тешко пешадиско вооружување, со лесно артилериско вооружување од наша страна и загубите најверојатно би биле недокнадливи за противникот, но како што реков во оваа фаза на операцијата сепак ќе се воздржиме од прецизно дефинирање. Акциите на нашите безбедносни сили се максимално предпазливи и прецизни и досега воопшто не е применета прекумерна употреба на сила во сите досегашни акции и во текот на целата операција. Жртви на наша страна нема, има 2 повредени, лесно повредени војници, 1 повреден, лесно повреден полицаец и 4 лесно повредени цивили во градот Тетово од страна на терористите. Од вечерва нова наредба за ограничено движење на граѓаните во Тетовско. Со оглед дека наредбата за ограничување на движењето е стапена во сила веднаш и подпишана од министерот за внатрешни работи, најновото, практично старо новото време трајање на полицискиот час во Тетово ќе биде од 19 часот до 6 часот изутрина. Исклучоци, како и во случајот со минатите наредби, ќе биде само со писмена дозвола на раководителот на секторот за внатрешни работи во Тетово за оправдани, за итни случаи, особено за луѓето кои бараат итна медицинска помош. Позитивниот тренд во реализацијата на операцијата, рече советникот на председателот на државата за национална безбедност, дава надеж за сузбивање на тероризмот и во Македонија, но и во регионот. Довербата, рече Димитров, во македонските безбедносни сили беше оправдана. Се работи за високо професионално изведена акција со максимална заштита на локалното население. Во веќе 12 ден напаѓа од позициите над Калето на селбите Дреновец и Колтук и од целата Селце, Гајре, Вејце, Лавце и од Џермо. Првичната реакција на нашите безбедносни сили беше насочена кон населбата Дреновец во обид да се неутрализираат упориштата на терористите кои со рафални истрели од митралески гнезда и со снајперски оган действуваа врз безбедносните сили. Престрелките траја речиси 2 часа. Околу 10 часот тенкови и окопни транспортери со пешадиски сили на македонската армија действуваа над Тетовското теке. Во офанзивните действија беа вклучени и хеликоптерите на македонската армија. Македонските безбедносни сили во текот на денот напредуваат кон 30-тиот дел на Тетово со цел совладување на упориштата на терористите. Околу 10 часот се забележа густ чат од една куќа лево од резервоарот за вода во која биле терористите. Упориштето беше разбиено. Во близина на црвениот крст во Тетово од граната беа искршени прозорците од околните куќи, а оштетено и едно возило. Рафални истрели при повлекувањето на терористите се забележани во околината на тетовската телевизија КИС.
При акцијата на македонските безбедносни сили во селото Гајре, брзоклопно возило типот Хермелин, од терористите биле фрлени бомби, при што возилото е оштетено, но од наша страна нема повредени ниту ранети. Директорот на медицинскиот центар Тетово Раим Тачи потврди дека во досегашните действија според нивните сознанија телевизија кој беше уништен уште првиот ден на судирите. Во текот на денот во повеќе наврати воени и полициски возила се упатуваа кон врвот на Калето. Она што е известно е дека македонските сили за безбедност ги контролираат клучните точки на Балтепе и околните села Лисец, Гајре, Лавце и Селце. Поголемиот дел на разбиените групи вооружени екстремисти се повлеке кон Косово, но дел од нив, велат полициски извори, се повлеке во разни правци на територијата на Македонија. Според позициите на митралевските гнезда и ширината на територијата од која действуваа, проценка на полицијата е дека бројот на вооружените екстремисти бил поголем од 200. Во Тетово денеска е мирен ден. Ова што се гледа зад нас се последици од вчерашната офанзива на македонските сили за безбедност против вооружените групи на екстремисти. Државниот секретар Љубе Бошковски вели дека станува збор за чистење на теренот. Теренот се чисти фазно и може би да слушнете некакви детонации од евентуално поставени митролевски гнезда кои се уништуваат, поставени мини или ако има некаде некоја позиција која треба да се елиминира, уништи. На чистење на теренот работат криминалистички екипи и антитерористичка единица на МВР. Нема официјална потврда на бројот на загинатите во редовите на екстремистите, но на неколку места пронајдени се траги од крв. 10 униформирани лица се заробени во текот на вчерашната операција на македонската војска и полиција и тие се точки, односно селата Гајре, Лавце, Селце, Гермо, Вејце, Порој, Шипковица и Джепчиште и викенд на селбите под Балтепе. Екипата на македонската телевизија денеска имаше ексклузивна можност да престојува на Тетовското кале за да посведочи за она што остана на калето по разбивањето на терористичките групи. Македонските безбедносни сили продолжуваат со расчистување и осигурување на теренот околу калето и соседните села на Тетово. Припадниците на Министерството за внатрешни работи и на македонската армија целосно го контролираат теренот во Тетовско, а меѓу нив и денеска е државниот секретар во МВР Љубе Бошковски. После 12 дена, 12 непреспиени ноќи, македонските безбедносни сили се тука на кале, на ова место од каде што се задаваше еден досега невиден отпор и низ кој се тестираше Македонија, се тестираше македонската демократија, се тестира хомогенизираноста на народите, на народот македонски, на малцинствата кои живеат на овие простори, за да се покаже, еве, за прв пат после 45 години, 50 години, имавме прилика да се увериме дека кога е македонскиот суверенитет во прашање, нема компромис, дека постои одлучност, дека постои решителност. На Тетовското кале се пронајдени утврдени локации што терористите ги користеле за напаѓање на македонските безбедносни сили за свое сместување и лекување на ранетите. Во импровизираните простории можеа да се забележат разни видови оружје, како противтенковски митралези, експлозивни средства, рачни бомби, пушко-митралези со поголем калибар, рачни минофрлачи и друго пешадиско оружје со различен калибар. Она што го потенцираа припадниците на македонската полиција беше црквата Свети Атанаси, каде што е пронајден леп внесен во домашна фурна, што според полицијата докажува дека терористите имале логистичка поддршка од околните села. Храна имало во доволно количество, па се претпоставува дека терористите се подготвувале во случај на нивна изолација. Првичните информации на македонските безбедносни сили говорат дека дел од терористите преоблечени во цивилни облеки побегнале во правец на Косово. Денеска околу 14 часот се слушнаа две детонации кои доаѓаат од правецот на Порој кон селото Ѓермо, испукани од македонските безбедносни сили. Кои се понатамошните активности? Таш потврди за другите медиуми она што македонската телевизија вчера го евидентираше. Па најголемиот отпор очигледно беше овој на калето, бидејќи беа најдобро заштитени. Ние го освоивме калето, јас не би рекол го освоивме калето, го ослободивме калето на трапниците, според планот како што ги беше предвидено, со тоа што во прв момент имавме задача да извршиме обиколка на калето, да ги пресечеме и потоа да настапиме со нашите други. Овде на Тетовското кале пронајдено оружје од најсовремен вид, пушко-митралези, минофрлачи и золји. Според проценките, терористите се менувале постојано во групи, но секогаш ги имало околу 50.
Според она што е најдено овде, очигледна е намерата на терористичките групи да останат подолго време на Тетовското кале и да го напаѓаат градот. Тие имале непосредни врски со некои јатаци, а пронајдените парчиња свеж леп говорат дека со храна биле снабдувани од околните села. При акцијата за разбивање на вооружените групи, македонските безбедносни сили наишли на жив зид од жени и од деца, но со тактички постапки таквиот отпор на терористите било невозможен. Користеле многу неконвенционално оружје, особено снайперистите, и остатоците од она што тие го ставија зад себе, се во рацете на македонската војска која подоцна го предаде оружјето во Министерството за внатрешни работи. Според информациите, овде секогаш биле присутни околу 50 на терористи, што значи дека тие се сменувале, работеле на смени. Конфигурацијата на теренот невозможуваше да се доближат нашите војници, бидејќи нашата цел беше и останува до крајот на оваа операција да бидат избегнати минимум жртвите и меѓу припадниците на безбедносните сили и помеѓу цивилното население и да не се предизвикува непотребна штета на цивилни објекти. Како и многу куќи во околината, терористите не ја поштедиле ни манастирската црква Свети Атанаси, која датира од 13 век. Внатрешноста на оваа црква е речиси целосно уништена. Акцијата на македонските безбедносни сили продолжува и се врши истражување на теренот. Намерно поставени минско-експлозивни направи и сето тоа мора да биде 100% обезбедено за да се нормализира животот во овие краишта. Прецизната бројка за цевкупното оружје и минско-експлозивни направи што ќе бидат пронајдени од припадниците на македонската армија ќе соопштиме во оној момент кога ќе биде проверена и последната точка. И вчера бев уверен од командантот кој раководи со операцијата дека наоѓаат релативно голем број минско-експлозивни направи. Во моментов сите села не се проверени. Безбедносната зона се протега до Селце, а нашите безбедносни сили се уште не се стигнати до реонот на Вејци и на Шипковица. Во овој момент македонските безбедносни сили действуваат со слаб интензитет, затоа што не наидуваат на посериозен отпор. Се работи меѓу другото. Утринава во 8 часот македонските безбедносни сили презедоа широка операција против вооружените терористички групи по должината на границата на Република Македонија со Сојузна Република Југославија на делот кон Косово. Македонската армија действува во районот околу Карилата чашка, односно 1,5 до 2 километри северно од село Грачани. Се работи за планински терен близу границата во районот на така наречените места Чаршија, Бела Вода и Лера. Екипа на македонската телевизија денеска имаше можност да биде на огнените позиции на македонската армија, која действува со сите расположиви средства на теренот. Акцијата е преземена со цел да се спречи намерата на терористичките групи да се уфрлат од косовска страна на македонска територија, како и да се расчистат нивните упоришта. Селото Грачани е под контрола на македонските безбедносни сили и се спроведува акција за чистење на теренот и да се неутрализираат местата за кои што уште има индиции дека таму се наоѓаат терористите. Минатата ноќ и утрото во Тетово минаа мирно и не беа забележани никакви инциденти. Министерството за внатрешни работи влегува во село Селце, при што открија голем штаб на терористите. Во оваа куќа се наоѓал штабот на терористите. Ова место беше до пред малку минирано, но експертите од Министерството за внатрешни работи го деминираа. Освен неколку постари жители, куќите се напуштени, но полни со оружје и муниција, а може да се каже дека оружје и муниција има на секој метар во селото. Припадниците на Министерството за внатрешни работи влегуваат од куќа во куќа и имаат многу работа со оглед на тоа дека не постои објект што немал своја улога во функција на терористите. За колку количество на оружје се работи, да, знаете? Почетно за пола село колку е претресено, негде околу 3 до 4 камиони. Во Селце се пронајдени болница и кујна за терористите, компјутерски центар, свежи гробови и ровови над патот за селото во кои терористичките групи планирале да ги пречекаат нашите безбедносни сили. Според она што овде ни беше соопштено, потрагата по оружје продолжува и утре со оглед дека селото е големо. Овде пристигна и представниците на ОПЦЕ кои се запознаваат со плановите и мокшта што ги имале терористичките групи, но и дека македонските безбедносни сили воопшто ги немаат оштетено цивилните и верските објекти во селото. Безбедносни сили пронашла оружје и муниција. Приведени 35 лица,
18 задржани во притвор. Снежана Лупевска денеска беше во Порой. Утрово во 6 часот специјалците од МВР, волци и тигри, влегоа во тетовското село Порой. Причината е претрес во неколку куќи во селото, за кои полицијата имала сознанија дека во нив има оружје и муниција. За дел од жителите на Порой, МВР се сомнева дека учествувале во екстремистичките напади на македонските безбедносни сили во Тетово. При претресот се пронајдени одземени автоматски педените. Пукотниците кои утрово се слушале од кај Порой биле шок бомбите на специјалците. Чуени се пукотници и веројатно она што во некој дел од објектите влезено со така наречените шок бомби. Дека се работи за свежо поставена мина, па затоа тој 54 лица до основните јавни обвинителства во Тетово, Куманово, Скопје, Гостивар, Охрид и во Струга. Против 15 лица кривичните пријави се однесуваат за сторено кривично дело тероризам. Против 23 лица за недозволено држење оружје и распрскувачки материјали. Против 4 лица за здружување поради непријателска дејност, против 1 лице за оружен бунт и против 1 лице се работи за Милја Инфезију за кривично дело повикување за насилна промена на уставниот поредок. МВР поднесе 11 кривични пријави против непознат сторител, од нив 8 се за тероризам, 1 за убиство, 1 за убиство во обид и 1 за кривично дело диверзија. Од поднесените кривични пријави од МВР, основното јавно обвинителство Скопје има оформено 4 кривични пријави против непознат сторител. Кривичните пријави се поднесени за убиство на полицајецот Јане Јакимовски и повредата на полицајецот Мичо Костовски во Чаирчанка, за поставувањето мина кај караулата Танушевци, при што животот го загубија професионалниот војник Дејан Јакимовски и капетанот Мирчо Димитриев, за ранувањето на двајцата припадници на МВР во близина на караулата Чашка и за нападот на полициското комби во кој биле 5 полицајци, при што од 56 истрелани проектили се ранети двајца полицајци. Скопското јавно обвинителство постапува и по 4 откриени кривични дела извршени со насилство со цел да се загрозат уставниот поредок и безбедноста, а сторителите се откриени во фаза на подготвување на кривичните дела. Обвинителството постапува и против 5 лица од село Селце поради основано сомнение дека сториле кривично дело тероризам и за нив е определена мерка притвор. Против пратеникот Хисни Шакири е поднесено барање предлог за определување мерка притвор поради основано сомнение дека сторил кривично дело оружен бунт. Основното јавно обвинителство во Тетово оформи обвинителни акти против 2 лица од Селце. Обвинети се за кривично дело тероризам и се во притвор. Едно лице е фатено на граничниот премин Јажинци и обвинето за кривично дело тероризам, бидејќи учествувал во терористичките акции на Кале. Итни истражни действија се направени за настаните во Порој. За 2 лица веднаш е подготвен обвинителен предлог и лицата се во притвор. Основното јавно обвинителство во Куманово има отворено истрага против 8 лица кои се наоѓаат во притвор. 4 се товарат за сторено кривично дело подготвување тероризам и 4 за тероризам. 2 од нив се однесуваат за малолетните ученици во Техничкото училиште во Куманово. 4 постапки се водат против непознат сторител. Во основно собирање средства